Микрофонот? Се е во ред? Ми извади од памет. Ја викам пак оние холивудски нестарлети дошле да ме бараат. Кај Јанко? Нема. Океј. Драги мои, како што ви вети, вечер во емисијата ќе биде со отворени телефони на било која тема сакате. Вчера бев само принципиелен, некои тоа им се допадна, некои не им се допадна. Океј, фала Богу што не можам и не треба да им се допаднам на сите и начинот и стилот и немам што да се оправдам после 20 и... колку години. Океј. Телефоните ви се на располагање, а јас сега се префрлам на мојот Facebook профил, каде што вечерва бев на промоција на новиот автомобил на Иџе. Иџе ќе се трка со нов автомобил и ќе победува. И она што ми е најшокантно, очекувавме се и се што. Нели? Прво, не знам, се возеше у Hyundai, Fiesti и обично такви се оние за ридско-брзински трки, но ова што го видов вечерва, ова е навистина немам зборови. Стварно сум бев затекнат, изненаден, пријатно и дури бев зборови, обично, нели, ме знаете, логорејче сум, многу зборам, ништо не кажувам, трескам глупости и така натаму, овдека штама ми настана. Пред да почне промоцијата, доаѓам и гледам автомобилот покриен, знаеш она, Unwell, и гледам на автомобилот прекриен со црвено, многу ниско, со еден висок спойлер, позади се гледа и знакот и на церадата коњ. Но, е мојот стори кој го објавив, можеме режија. Толку беше. Мислев дека малку повеќе ќе биде, но еве, ќе одам на мојот профил, па тука ќе се види нешто повеќе. Еве, околу 3 минути е прилогот. Ќе треба погласно да пуштиме затоа што снимено е со мобилен. Пошто надчовечанскиот не можеше, бил зафатен. Ви благодарам на сите што дојдовте. Верувајќи имаме освоено многу победи, многу рекорди, 3 европски титули, но дефинитивно е ова што вреди, што сте тука и ова ми е најголемата победа во мојот живот. Се надевам со сите резултати и успеси кои што ги постигнавме во изминативе години, следуваат години кои што ќе се подигнеме на едно ново ниво, со еден нов автомобил, со бренд кој што досега ниеден од Балканот не настапувал и кој што добива поддршка директно од тој бренд. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам, сакам да уживате оваа вечер заедно и би сакал да го видите автомобилот на прва Дане, мојата десна рака во мојот тркачки клуб, човекот кој што е задолжен за све што е во позадина, би сакал да каже некој збор. И благодарам на сите. Што да кажеш позитивно? Можам да кажам само дека сме благодарни на сите, пред се на оме и горе, што ето успијавме да ја увлекнете на 5-6 години, дека ќе го допреме прво, мислам дека со ова практично го добиваме прво. Морам да се заблагодарам пред се на публиката, на нашиот тим, на нашите семејства, како и на новото семејство, чии што достануваме, а тоа е семејството Ферари.
Океј. Со ова, прв пат во историјата во Македонија. Еве, со фудбалски жаргон, пошто многумина го следат и јасно име што значи ти да влезеш во семејството на Ферари и да се тркаш со Ферари. Не е тоа, идеш си купуваш кола, Ферари, па ја ќе се тркам со тоа. Не. Ти се тркаш во семејството на Ферари. Не е тоа туку така. Тоа е исто, еве, со некоја аналогија да земете некој наш фудбалер кој би заиграл за Барселона, Реал Мадрид. Не сваќате кое ниво би било, кое е ова ниво на иџе. Уште само неколку фотографии и гледачот кој е на линија веќе го вклучувам и вечерва ќе ви ги дадам вам. Еве го како беше покриен Racing with Ferrari. Ова не можеш туку така да го добиеш. Еве една заедничка со Иџе му честитам. Еден од најсреќните луѓе у свет што сум го видел, значи неверојатно е. И инаку се работи за автомобил 488 со V8 мотор. Му честитам на Иџе, простете, не може по-професионално, благодарам режија, не може по-професионални снимки, ми беше ветено, но, нели, како беше, налудиот радување. Но, добро вечер за вас, почитувани гледачи, повелете во програма сте. Дали се слушаме? Океј, добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, здраво Матријане. Да, здраво, повелете во програма сте. Ве слушаме. Мики е близначето. Океј. Како си? Повелете се, јавивте, отворена е темата. Да си збориме на слободна тема денес. Да, ве слушам. Ве слуша јавноста, секако. Добро, супер. Вака, сакам да збориме денеска за таа ми остаи печаток емисијата со Матрикс, што ја водеше. И филмовите Матрикс. Добро. И да ти кажам за една моја интересна Twilight случка што ми се деси. Добро. Вака, ја си спиев и ми се слушна во сон гласот на татко ми 6 бројот. Кој број? И имав 6 бројот, 6. 6. Да. Добро. И тоаш баш ги гледав Матрикс филмовите, ете, не знам, дали погрешно сум ги разбрал, не знам што. Бев опсаднат со една фамилија другар тука што жива да покрај мене и мислев дека сме само ние 6 души во цел свет и дека све е хова Матрикс, компјутерска симулација. И? Па, бев многу психијатри не успеа да ми помогнат. Браво. Бев кај многу доктори. Добро. Ти твое мислење што ќе ми кажеш за тоа диагноза? Па ќе ти кажам како ми помогна другар ми Андрече најмногоците. Ја диагноза не можам да поставам, Не можеш да пошто нити можам да ти се исмевам, нити дали имаш ментална или немаш ментална, у овој свет кој е полуден, секој нормален не е нормален. Толку ќе ти кажам. Добар си ти? Кажи ми колку години имаш? Знаеш, јас сум, ти кажа тоаш, со ретката состојба што сум веќе спасио сам дете, менталната возраштекат ме 0 минуси, иначе имам 33 години. Добро. Близнакот. И само го кажав тоа на Андрич, другар ми, ја до тоаш бев уверен дека е тоа така. И он ми рече, ау, брат, ова е пен било мазумно, и така сватил, дека тоа не било така. И така. И што правиш ти у животот вака да те прашам? Па, се дружам со другарчиња, гледам твојата емисија, се дружам 5G со тебе. Очигледно не си саглам чим ја гледаш мојата емисија. Па зашо викаат малумен човек, само со малумен човек сака се дружи и му верува. Ама не. Јас сум ти ко брат од друга мајка.
близок. Тако, петок и сабота, кога си Кога ме гледаш мене, викаш, чекај, ја не нормален? Па види го овој, бе. Ја супер сум бил, бе. И убав и паметен. Работиш нешто? Не работам, не можам, не сум компетентен. Сум пробал, ама не ме бивало и то. Не те бива, а? Не ме бива. И татко ми плюс ми вика од дете, вика не само што е нелегално и некултурно да се бара да работи, вика и нездраво дури од дете бараш да работи. Добро, окей, ајде, не навлегувам. И сега, значи, живееме у Матрикс, а? Значи, Матрикс е документарец, не е филм по тебе. Sve je bilo kompjuterska simulacija, si mislio, to je. I to je, si završi mentalna bolnica, jedno drugo, to je, smo pravili muabeti, mu vikam na doktora vaka, on vika na majka nema, pak počne nas bori, vikam, a što treba, što mu znači što to pak počne nas bori. Според kako da mi го решат проблема, tako не си кажам, вика, pak почне нас бори. А što? Да ме аз ядам бурек. Не знам што да ти кажам. Човек, насмеја кажуваш тешки работи, колку имаш представа, тоа знаеш самиот. Ја ти посакувам добро здравје, какво и да биде. Со ментално здравје може и подобро, со послушност и пацифичност подобро да не може. Физички си супер, а? Како коњ здрав. Добро. Океј, фала ти што се јави. Ништо ќе цеам пак. Немој. Зашто? Нема потреба. Добро. Уживај, гледај, слушај ги другите, ти уживај си. Не мораш да им се исповедаш на луѓето во каква состојба си, шо си и така натаму и така натаму. Нити ќе те разберат. Ја верувам во доброто на злото, верувам дека повеќе луѓето се спремни да ти помогнат него да ти заријат нош у грб, барем до се од сите искуства. Не се замарај ти со тоа. Ја ти викам, олабај се. Остајне ние тука требаме да си тераме политика, теми кои се социјала. Немој. Може утре и некој да го злоупотреби твоето јавување и мене ќе ми биде многу тешко, а не ќе можам да го спречам. Така што... Не, избе се ете, не. Си се јавил еднаш, два пати, мислам, нема потреба понатаму. Океј, сваќаш? Добро. Знаеш како, мислам, гледам, а слушај, многу си по-разбран од пола од овие што ми се јавуваат. Добро. Нели, да ги оставиме луѓето нека зборат за теми, да не збориме за лични теми, да не збориме за вакви работи. Важи. Си имаш мака, си имаш твоја борба, не мора да ја споделуваш. Имаш, може би... Инстаграмот ти пишав на Инстаграм, јана? Немам време да... си правиме Ако, ама стварно немам време да... Ја... Кој ти имаш? Све е стварно приоритет, никој не е всушност презафатен. Јас од тебе сакам да се држам. Ти благодарам, ја стварно не можам ни да ти ветам приближно, затоа што Добро. ја не можам ни со пругата моја да се гледам. Ја животов го поминав да си го спасам бракот, затоа што премногу ми отиде ова работава, она кој ќе дојде од работа, ја идам, не мора ти тоа да го знаеш и тоа се големи предизвици. Ја искрено не планирам да се женам, да ти кажам право. Психијатар ми кажа дека мачката, и после ќе речат ти си бил, имаш ментални проблеми, па ти си најнормален човек. Најпаметен. Навидом. Уживај. Дедо викаше, земи си мечка порно, ќе ти иде цел него жена, ќе те цел од помоце. Поздрав, ти посакувам убав живот, секој е добро. Фала. И на тебе, ајде. Фала. Чао. Океј, драги мои, телефоните, како што ви ветив и вчера се јавува, имаше некои со нервоза, малце ги фати, некои се налутија, но ја ја истерав вчера емисијата како што ја истерав, бев решен да биде темата тоа што е и ништо друго. Така што, сега, кој сака, за што сака,
Уопште не треба да... Само јавете се, вклучете се во емисија, зборете што сакате, подиумот, микрофонот, камерите се ваши, јас сум тука само кафе да подадам некому. Во меѓувреме чат пат некоја вест, нешто ќе прочитаме. Океј, во моментов немаме гледачи на линија. Обично за едно 20 минути ќе почнат да се јавуваат. Вајде турските серии завршуваат, не, има и фудбал вечерва плюс тоа, така што може тнко да биде со јавувањата, зависно од интересот на јавноста. Али интересно е, кога ќе дадам тема, има многу јавувања што сакаат надвор од темата. И им викам, окей, еве утре слободна тема. Отварам програма, отварам телефони, нема никој. И тоа е, како да ви кажам, за мене, после 25 години водење емисија, ми остана нејасна мистерија. Тоа е најверојатно од потребата да биде импулсот во моментот, тогаш кажано и така. Звони телефонот, уклучи го директно кај мене, не мораш да ги пречекуваш гледачите. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете, во програма сте. Ке ве молам кај Јанко да ме споите. Во емисија сте, Јанко е овде, повелете. Ајде, дајте ми го Јанко малце. Јас сум Јанко, повелете, зборете. Ама Јанко збори со друг некој, јас сакам со Јанко да зборам. Јас сум Јанко, повелете, зборете. Јанко Мишо е на телефон, Јанко Мишо. Многу ми е мило, Мишо, повели, збори. Збора бе Јанко, не те слушам. Јанко. Да, ве слушам. Слушай сега, ме слушаш? По четврти пат, да, ве слушам. Извинете, господине. Јанко, живеем во Загреб и сега дојдов да живеам во Скопје. Па сочувство, што да ти кажам? Не, да му кажам на Јанко. Па со Јанко збориш. Остај. Ја не може да го свестам, сам не може да се свести, тоа е. Све му направивме кој што треба да може да се избори. Он не ме слуша мене, си го слуша телевизорот и сега му прави збуњола. Еве ве ќе осмањам телевизор. Не, уживај, прави како сакаш. Повели, твое си. Ајде. Еве, Јанко. Зошто ќутиш? Еве бе Јанко, зборам се. Еве го смањив, нема тон кај мене. Кажи бе, брат. Ама ја те гледам на телевизија. Го смањив тонот. Повели, збори, по седми пат. Сакам да ти кажам нешко во врска со фудбалот. Абе, еве смањаме јако на нула е пуштен, на нула. Гледачи, и сега, гледайте, ме слушате све што се обидов да му помогнам на гледачот. Добро. Еве, сега ме слуша. И сега му викам, по 8 пат, повелете, говорете и не застанувајте. Не ми го кажува името, зборете за темата. Јавноста ве слуша. По 8 пат да видиме. Повелете. Ајде, фала. Повелете. Се извинувам. Повелете. Фала. Повелете.
Еве сега, Јанко, сакам да ти кажам за фудбалот. Дали Македонија, киберрепрезентација, некој да оди на светско првенство? Ете, добро бе, Јанко, ще те праша фудбал. Одговори ми. Не, вака, одговори ми, збори ми, кога ќе дојдам дома кај тебе, кога ќе дојдам гостин у твоја емисија. Реков, еве ви телефон, зборете. Ајде. И ја чута, нема ајде, готово, заврши. 10 минути. Држиш, ништо не кажа. 10 минути. И што кажа? Јанко, да ми кажеш. Абе, ти отворив телефон, ти да збориш, вие да зборите. Се певе збораме, дечко, зборам. Добро, ајде, дечкино. Ајде, пријатно. Еве, зборам, леле, мајко моја. Сега, јас сум дрзок, управо сум или не? Ај, кажете ми. Требаше ли да ви го оставам уште 10 минути да ќути, да молчи и да ми вика одговори ми, бе? Океј, разбирам дека некои луѓе не се снаоѓаат и затоа давав толку време да се снајде, да се стабилизира, може би малку треба, но има луѓе кои не можеш поуше на крај одговарај. Сега ако му одговорам, пак ќути, сакам со Јанко да... И ме разбирате, лупот веќе влегува во бесконечно. Ни ја можам да му помогнам, ни он може да си помогне. Што да му правам? Значи, ја мислев дека пред 20 и кусур години луѓето стварно имаа проблем да, нели, стиши го тонот, да сватат дека тонот на телефонот и на телевизорот не се исто синхронизирани. И он збори на ова, а се слуша на телевизор. И му досни сигналот и он космос. И има многу гледачи така. Ама, знаеш како? Веќе забранив на моите од режија да ви даваат инструкции, трошеа многу време да ви кажат што да направат за да има, но веќе тоа го прекинавме, влегувате во програма, повелете, говорете. Ја ќутам, вие зборите. Толку. Јанко, добро вечер. Имаме гледач? Те гледам. Многу ми е мило. Повелете во програма, сте говорете. И паде, дај ми го, Јанко. Јанко, добро вечер. Добро вечер, повелете. Еве, Јанко, по втор пат се јавам, се извинувам. Ја те гледам. Со капчеси, со наочари, седиш на биро, позади имаш онакво речимо... Ве молам, баталете мене, говорете зошто се јавивте. Еве зошто. Сакам да го прашам Јанко, пошто го почитувам, е спортски тип, и дечко кој го почитувам, и се разбира во фудбал, и се разбира и у политика. Може у политика, сакам фудбал. Слушаме? Да. Толку беше? Да ми одговори. Не знам. Ајде, Јанко, сега тебе те чекам, ти одговори. Реков не знам. За фудбал не знаеш. Ја стварно вака со мене никој не разговарал у живот. Ни татко, ни комшија, ни душман, ни пријател. Јас стварно сум збунет, не знам што да правам со вас. А кажи ми... Нема да ви кажам, кажете вие. Вие се јавивте да кажете. Ја ќе ќутам, вие ќе зборите. Нема прашања. Ве молам, кажете што вие мислите. Ја мислам Македонија да се квалифицира за светско фудбалско првенство. Па еве, Јако, ја ти кажам, ти одговори ми сега. Немам што да ви одговорам, фала што се јавивте. Ви реков дека ја чекам од вас вие да зборите, а не јас.
Фала ви многу. Уствари, знаеш што? Осте го отворен телефонот да видиме дал сака да збори и да каже нешто. Сори. Ќе биде хит ова клипче. Толку беше? Режија? Аха, добро, окей. Имаш друг? Одма уклучи го кај мене. Повели. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Еве, не бе јас сум истиот, Јанко. Ако? Добро, сега слушај ме мене, те молам. Дали Македонија добро. А еве се слушаме заедно, Јанко, те гледам. Дали Македонија ќе се квалифицира за светско првенство? Сега ме слуша, па одговори, зборите. Вие се јавивте, вие да зборите. Кога ќе спуштите, јас ќе зборам. Добро. Сега ти одговорим. Не знам. Ајде, ве, ќе кјутам, сега збори ти. Не знам. Јанко, се знаеме, во Раптор се гледаме заедно, ја и ти стално. Па јави се ти, дати го бројот. Не, фала. Ај, чао. Дај го другиот гледач. Се исклучи. Тој не се исклучил. Гледачи е масовно самоубиство. Рипаат од прозор се, увардар се читка. Не, слушај, треба да ги откачам овие ваши телефони, да иде преку мој телефон и ја почнат вака, бан, так и пријатно. Превише демократија не е нарно, не сме ние за демократија. Ние не знаеме да разговараме, не па демократија ќе спроведеме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, извинете, вака. Абе, Јанко, да гледач од Скопје, ама ова чудо што ми се случува, вака ве гледам секоја вечер, ама ваков човек до сега неам сретната. Нека е жив и здрав. Ајде, повели се јавивте вие, да го забораеме не него. имам нешто, искам да видам, се јавив само да видам како се вика, да предочам. Ви благодарам, да ви кажам искрено. Ајде да се бидам скратам. О, Боже. Неам внатрешен микрофон да слушате ова као кловнови да играат у главава моја и цела публика плаче од смеење. Тоа ми е у моментов, не можам да зборам. Overwhelmed сум. Океј, тогаш чим е така, не ја завршувам емисијата. Ќе оставам малку да се подзаборават некои работи, така што
Аха, го слушам телефонот. Во ред. Ке спремам ја нешто за во меѓувреме ако нели да немаме празен од. Ало, вие ми требате? Колку ви требаме? Многу ли ви требаме, господјо? Да, само да ви кажам два збора. Повелете. Јас не сум во добра состојба се да се јавам кај Јанко. Слушайте ме. Не слушам. Телевизијата има неколку месеци уопште не чини. Дали се јавуваме во телекабел, пошто сме, мала ситница е. Ке поправиме. Ништо не се гледа, ништо не се слуша. Знам. Едва и на телефонот ви се јавувам за вас. Многу сакам да ве гледам и драго ми е за вашата емисија, меѓутоа нема шанси. Нема. Дупла глава, Господјо, устата на една страна, многу очите ми на е жал, друга. ќе ве прекинам тука, многу ми е жал. Откако постои телевизијава, тој проблем со телекабел не е решен и не се решава. И па тоа сакам да знам, Злато, те молам. Значи, Што да ти телекабел е кажа? крив. Прво немам никакви ингеренции. Сватете едно, не само вие, туку цела јавно. Ја не сум вработен во ТВ Сонце. Ја само им ја давам емисијата, толку е. Ја не Ја работам водите тука, не сум емисијата. вработен. Ја немам здравствено осигурување. А камоли да можам, имало кабел, немало, да сум вработен па нешто да сменам. Втора работа, овие што се одговорни не успеале да го сменат. Трета работа, телекабел тоа го прави од почеток. Сегде е реагирано според моите сознанија. Во Совет за радиодифузија, во АЕК, во телекабел неколку состаноци. И сите лажат, нема никаков проблем, има проблем и тоа било и ќе биде. Од друга страна, нема проблем на другите оператори, нема проблем на Телеком, ама на луѓето тие 100 денари поише не им се даваат. Мој совет, бидејќи не може да го реши никој, земете малце поскапа телевизија. Ете, телекабел бил најефтин. Затоа нема да ја гледате на телекабел ТВ Сонце никогаш. Не може да се реши тој проблем. Благодарам, душа, Многу ми е што жал, ме- нема начин, не можеш. Да е до нас, ќе му речам, Марко, пушти тоа копчето, малце појако да се гледа. Не е до нас. Ние даваме исти сигнал за сите. За А1, за Телеком, за Телекабел, за останатите кабелски и на другите не има, на Телекабел не нема. Да. А ние не пуштаме, немаме посебна чешма, у посебна кофа, не им ја праќаме програмата. Да. Така да не се јавувате каде овој муавет. Мислам, благодарам, нека ноќ и пријатно. Инаку телевизијата си ја имате лайв стрим, ама сега што да им кажам, сега денеска ја да сум некој нешто у телевизијава, прво Совет за радиодифузија би го укинал плаќањето, да и се одземе концесијата. И телевизијата да се емитува на интернет. И пријатно, на Фейсбук. Не се. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Може во емисија? Може. Да, сакаме да кажеме дека... Да кажете. Као, прво, многу ни недостасуват. Просто едноставно, што не можеме да се јавиме. Тоа никако да ни се затворени очите и устата. Зашто има и други телевизии? Не, таму блокада е цензура, тешка цензура. А зошто ве цензурираат? Зошто? Па прашај ги, како викаш ти, прашај ги. Јас никого не сум навредил, никого не сум онакво не ми достоинството, ама нешто не им одговара во насока на идејата. Тоа ви е за тоа со прашањето. Иначе, сакам да кажам дека као наводно не е едномислие, збориме демократија вамо таму, тоа значи дека не е демократија. Значи, особено канал 5 кој е Роберта, девојче кој можем да се чујам некојаш. И така натаму, не сум имал контра. Значи, блокада на информации, блокада на комуникации. И тоа е еден вид, како да го речем, светски заговор, тотално изолирање, која го финансира, јас лично барам помош од една невладина, најпопуларна, отворено, оствари најзатворено и најматно општество, што значи
тотално изолирање на одредени групи, тоа е жртви кои како за време на тоталитаризмот кога ги беа прогласени, да речеме, за државни непријатели, нема врска, некој клошар може да те оцрни и одиш да пријави се, еве ќе видиш зашто ме блокираат. Тој да пријеш дече во МВР, пријава не ти прифаќа. Кражба, влезено, изолации, тотално деградирање, масакрирање на уградот. Ти вика, кажи кој ша, значи, таа е шема на систематско уништување на населението. А они се тие платени тамо, да речеме, некои инспектори или обични полицајци, пензионирани, било како, те блокира, не може да појдеш, например, ни на доктор, оди тамо те провоцира, ни во библиотека, оди зад грб ти збори. Таа е таа фамозна проекција за тотално уништување на човеков психичко систематско изолирање и на тој начин тоа го направи, значи, многу учени луѓе, ама многу злобни. Значи, вршат убиства, да нема никој одговорен. А тие што се рече, почувајќи од тие клошарите што се улични алкохоличари, неписмени, ни со основно, взимаат по стотици и илјадници евра, покажуваат во раца, а нигде не работи. А да не зборам за некои инспектори вамо таму, и тие ќе се борат после против дрогата, нема шанса. Значи, или против комарот, кога самите кажувањето на народот, значи, дека многу од нив вика се мешани. Ти викат, остај ти, тоа не е така, не знам што, не ги слушај другите, кога масовно се зборува дека не може 5 души полицајци да се борат против дрогата или против комарот. Да треба сите да се ангажираат, не ми се шетаат таму, требат во канцеларијата таму, место да се на терен, што ги викаат тоа, според ми се и на други, кога имаат државни полицајци ностоп, војваат, шетаат и пратат луѓето, ги знаат. Значи, некој ја блокира одбранбениот систем, имунолошкиот систем на државата го блокира. Не дозволува да функционират институциите. Дури одиш, например, бараш правда и као наводно сега судството, им дреме на западот за судството наше, не знам што, парите. Демек, неправда. А они се тие, западот е тој што блокира, што ги подмитува судиите. Значи, преку МВР, преку секторот за организиран криминал, горе во врвот, тие и блокираат. Тоа е тој бенимен тумор кој се шири после низ целите институции и може да му се случи на некој детето да се го однесе на доктор или некој друго дете или чужо дете, што викат, и да одговарат на суд, затоа што МВР наредило на судијата да го суди на обвинител, јако е нелогично. Значи, во нормална држава такво нешто нема се случи. Ете сега од прилика нека знаат и граѓаните зошто не ми даваат да се јавам, затоа што толку е гнило. Дали сте чуле само Европска унија, има ли други вести, само Европска унија ли постои? Па баш ме заболеве мене за Европска унија, лично како човек. Јас имам семејни проблеми. Некој има економски, некој финансиски. И што има секој вечер да ми трубат, ако е овие реформи, оние реформи. Значи, целта им е прво да не нема македонците и така. Има ли простор да зборам? Дали има простор уште за да зборам? Слушај, да зборам, идеме и програма? Да. Се вака. И друго нешто. Зашто иницијали, ако ја збориме за криминал, зашто ННТТ, дрога, фатено на лице место, сообраќајка, не ги дават името през името? Кажете ми во некоја друга држава вака да се случува, да нема име и презиме, а и сликите му дават, од која националност е, што работи, во која улица живе, и да се пази, ако е некој педофил, некој манијак, убиец, и што ти ја знам, да се пази, а овие, пошто не ми дават имијата, може и па да продават дрога, во интерес на одредени полицајци, во интерес на некои други глобални интереси, па може да продават. Не е тоа, бе, ти лажеш, јас може да речам. Тоа е криење со учесништво на државата со криминал. Океј. Толку. Фала ти за јавувањето. Доволно беше, ти редовно со години се јавуваш, а знаеш, еднаш неделно ти давам простор да се изнакажеш убаво, еднаш неделно. За да не го радикализираме, и тоа е сосема доволно. Бидејќи истиот наратив, па и гледачиве и нивниот капацитет им е толку за перцепција за она што го збориш. Океј,
Имаме гледаш на линија? Нема. Паметен народ. Океј. Отворена е програмата. Слободни се линиите. 2 минути пауза, поточно ќе пуштам трейлер. За пар месеци, инаку одложено беше, за сега требаше да биде премиерата на вториот дел од сагата Дина. Или направен според романот на Френк Херберт од страна на Денис Вилнев. Првиот дел веднаш беше прогласен за култ арт, instant success, извореден, спектакуларен, кинематографски и драматуршки, за разлика од Наполеон, филмот кој е невидено ѓубре, некадарно, а ја одамна зборам дека Ридли Скот е еден од најтешките фолиранти, добар режисер, ама многу плиток како човек. Флетлайнер. И излезе и третиот, се надам не и конечен трейлер. Синеплекс веќе објави дека на крај на февруари ќе биде премиерата на филмот во Македонија, во Скопје. Што е изворедно, ја уште од сега планирам да ославам, да купам вратоврска, што ќе носам, што ќе правам тој ден, затоа што за мене е празник тој ден. Одиме со вториот трейлер од Dune Part 2. It's okay. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about? It's only fragments. Nothing's clear. You've been fighting the Harkonnens for decades. Look! My family's been fighting them for centuries. Your blood comes from dukes and great houses. Here, we're equal. What we do for the benefit of all. Well, I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. Deal with this prophet. Send assassins. Feyd-Rautha. He's psychotic. I see possible futures all at once. And in so many futures, our enemies prevail. But I do see a way. There is a narrow way through. Is to you. Do you believe me? This is a form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Silence! Prophecy is how they enslave us! You are not prepared for what is to come. И самиот трейлер само ја подига она спектакуларна, величествена, епска, со библиски пропорции приказна за пророкот, за еволуцијата,
дадена на соразмер која опфаќа целата галаксија. Интересно литературно дело кое на филм не може да се прикаже. Тој што ја прочитал книгата знае и ова е најдоброто нешто што може. Затоа што книгата кога ја читаш е на две нивоа. На три нивоа. Едно е нарацијата, која ви раскажува што е сцената. Второто е диалозите, и обично тоа се книгите. Но третото е, додека се во ова има посебен диалог кој се одвива во нивната свест и подсвест. Тука е спектакуларно добро напишаното и од Вилнев наваму. Мислам, Вилнев многу вложил колку да успее таа слоевитост на таа менталните капацитети, бидејќи не можеш да раскажеш сон или внатрешна мисла, освен со чиста нарација. А ако го биде наративно, ќе биде здодевно и негледливо. Затоа е многу тешка адаптација на оваа книга. Но Вилнев успеа. Добро вечер. Се исклучи. Добро. Океј. Го спомнав Наполеон. Ја дома ја имам книгата за снимање за неснимениот филм за Наполеон, кој требаше да го направи Стенли Кюбрик. Стенли Кюбрик е најголемиот режисер на сите времиња. Тука нема распа. Имаме симпатии за ово или за оној, но тоа е најголемиот. Неговите дела, не велам филмови, туку дела, се почеток и крај на еден жанр, врз кој сите останати жанрови се градеа во современиот уметнички филмски израз. Толку е фасцинантна, толку е детална таа книга. Све било подготвено да го сними спектакуларниот филм за Наполеон. Му го даваат на Ридли Скот, затоа што Скотот е многу добар кинематограф. И он има огромна среќа да успее неговите филмови да бидат добри. Зошто? Затоа што визуелно се добри, имаат добра динамика и те залепуваат за седиште. Но, кога ќе дојдеме до уметничкиот дел, она што ти прави да одекнува во вечноста, Стенли Кюбрик тоа го има у насловната шпица и првите 30 секунди. Ридли Скот е добар како поп култура и многумина нема да се сложат со мене, но ја ќе ви кажам, тој човек се обиде да направи нешто послоевите и попродуховено за падот на Јерусалим. Толку мизерен, плиток филм, спектакуларно снимен, ама празен. Истото и со Наполеон. Прекрасна камера, прекрасна режија, прекрасни актери, прекрасни сцени. Искачаш од филмот и викаш вечерав, а гладен сум. Зошто? Нема зачин. Нема суштина. Или како вика во Библијата. Јас сум солта на земјата. Некои ќе речат Blade Runner е култен филм. Само запомнете една работа. Бидејќи јас сум старо магаре, излудено, извито, перено и излитено, ја бев во кино прв пат ја гледав кога заради фест дојде на еден ден едно прикажување. Blade Runner беше во кино играше. Филмот е со нарација, толку лошо звучи, Харисон Форд се раскажува себе си у филмот. Као оние најефтини петпарачки филмови. Визуелно убав за тоа време, прекрасен, нели? Темно, врне, ово, она, ваму и таму. Сакате да ви кажам, кога сериозно се обидоа
да го прашаат и да извлечат длабочините на суштественоста, на слоевитоста, на уметноста, бидејќи уметноста никогаш не е права. Она има многу слоеви и колку повеќе слоеви, толку е она посочна, толку е појака, толку е поважна, како мистериозната насмевка на Мона Лиза. Го прашуваат за атмосферата, зошто ја направил така и така натаму. Секако, он го прави спрема делото на Филип Дик. Сонуваат ли андроидите електрични овци, кои што, нели, така го опишува и он вели вака. I did it because I fucking can. Го имам следено многу пресови на Ридли Скот и никогаш уметник од категорија на Вилнев, на Кјубрик, на Сесил Демил, на Тарковски, нивниот говор, кога и најобични работи кажуваат, делуваат како роман. Затоа што нивната свест веќе работи како уметности, изборовите секојдневни делуваат како една расказ од некој уметнички роман. Секој роман има своја доза на уметност, но кај Ридли Скот го нема тоа. Он е, значи, извореден, направен и така натаму. И сега, како испадна Ридли Скот, Blade Runner, а сите го гледаме денеска и викаме уметничко дело е. Како тоа ќе му го порекнеш, Јанко? Па вака ќе ви го порекнам. Значи, првата верзија од филмот беше мизерија. Музиката до толку не ја препозна колку е добра, Вангелис му ја направи, што у тоа време беше така популарен синтесајзерџија, па поевтин. И да ја објави музиката од филмот после 12 години, кога ја објави тој двоен албум, двојно CD, ја уште и денеска го имам, го купив. И тогаш на 103 дебатирав како е можно ваква музика саундтракот да не излезе. За Flashdance излезе одма саундтракот. За разни блювотини од филмови одма изкача, за Blade Runner не искача. Затоа што он направи филмче колку да покаже добра камера и ништо не осети што е. Но фан базата толку многу им се допадна атмосферата, да само заради атмосферата и само заради оние, ајде да кажам, случајно добро му се потрефија двосмислени диалози. Диалозите, ако ги слушате во Blade Runner, се мизерија. Ништо. Петпарачко романче, крими роман од 30 години. Но, велам дека е многу голем еснав и од тоа, знаеш како, кога уметник ќе направи некоја глупост, а ти ќе видиш нешто во неа. Така и ние видовме во тој филм потенцијал. Ридли Скот е многу плиток човек, но е многу лукав и интелигентен. Кога намириса дека му се воздигнував филмот, а знаеки си ги своите лимити, оти ја како бубњар сум бил, знам, не можам песна да направам. Можам да одлупам и тоа да биде интересно чат пат, но не. Овој свати дека е тоа му е шанса да направи нешто, да остави трага као голем. 5 инкарнации и верзии прави од филмот. Додава ефекти, вади ефекти, нова монтажа, ја вади нарацијата, колор корекции прави, ги изменува работите за да останат недоречени, за да даде сочност. Филмот станува култ, значаен и битен негде ка 92-93 година. 10-12 години никој не го е сапеше тој филм. Тој филм после година-две можеше да се гледа на локалните телевизии на Западот. Што е она за најпетпарачки филмови. И што прави? И сепак, зошто го почитувам Ридли Скот? Кога свати дека е време, дека има можност
да има втор дел, му го даде филмот на најголемиот жив уметник у моментов режисер. Нема поголем уметник од него. Зборам уметник. Денис Вилнев. Некои ќе речат Нолан со Интерстелар. И Нолан е техничар и се обидува, се мачи да биде продуховен. Денис Вилнев е продуховен. Оти е растен со литература, со уметност, европски дух. Он ја има ренесансата во себе. Западот мора да ја граби, да некако насила, за да излезе нешто посуштествено тоа. Blade Runner 2049 е инстант уметничко дело и култ. Денис Вилнев нема ремикси, нема deleted scenes, нема рил со грешки, нема нови верзии на филмот. Тоа е тоа. Нема. Микеланджело насликал Сикстинска капела, еве вие. Толку, крај. Еј, онда не ми се свиѓа бојата, сега ќе ти дозамачкам. Не. Уметничко дело, со инспира, ама со работа и со труд. Затоа и оваа книга он со години ја прави, а тек што го прави филмот со станокот со рама. Само Дюн Part 2 треба да има Part 3, затоа што еволуцијата на Пол Атрид е многу драматична и никој филмски не успеа да ја направи. Ако тоа го направи некој може у моментов, тоа е Денис Вилнев. Затоа што Денис Вилнев не е западен. Он е од Канада, Француз, пораснат во европски дух. Европската уметност му е по дефолт нему. Значи, уметноста во светот и оваа популарна уметност од овдека е она што денеска го имаме, од Ренесансата, од Рим, од антиката, и тоа го имаме. Истокот нешто друго и не го мешам тука, но ова е тој говор, ова е тоа што го достигнува врвот на човековото творење. Најблиску до Бог е уметникот. Не сака зелени екрани, попрво ќе направи макета, па ќе снима, одошто зелен екран. Значи е многу аналоген. Аналогното дава гранулација. Гранулацијата е многу попријатна за око. И така да интересна работа е начинот на работа и можам цела вечер да зборам за Денис Вилнев. Но ја само зборам колку да ви ги дадам телефоните на располагање, но како што гледам, ја прилично се издувавме со моите елоквентни гледачи, нели? Да. Цело време со едно увце слушам, ако задзвони телефонот па да го вклучам во програм, немаме никој. Добро, тогаш остануваме со ова. Вие што го гледавте Наполеон, знам дека останавте вака, добар е филмот, добар е, ама што знам ја? Велам, тој филм требаше... Зошто Ридли Скот не може? Не може затоа што не може да навлегува во душевното, не може да навлегува во психата, не може да навлегува во душата. За да навлежеш ти во душата и тоа го истликаш, треба да си голем уметник. Затоа Наполеон е убав, спектакуларен, ама се чувствувате гладни после филмот, као да не сте гледали. За разлика од Тарковски. Изгледај го Тарковски, недела дена ништо не можеш да гледаш, не можеш телевизор да пуштиш. Добро вечер. Не, здраво, Мики, пак тука сакам да ти кажам уште нешто, вака доста да ми гледам, нема кој да се јави, па сакам да ти уште да нешто. Не мора никој да се јави, да ти кажа, слушај, јас сум достигнал и надминал и кариера и попула и ништо не ми треба. Никој да не се јави, стварно немој да ме сожалувате. Остај ме да висам. За политика сакам да позборим. Не, да може слободно, само чисто се надоврзувам. Ми стана жал па да се јавам. Не се јавујте, остајте ме да висам. Ако имаш инспирација, пола саат, до крај на емисија збори, слободно. Имам. Вака, сакам за политика дека ми спомна. Океј.
За политика дека ми спомна. Повели? Сакам да те научам нешто на што можат да подзавидат и најголемите политичари. Те молам, објасни на јавноста. И тоа е намногу сакам, не на тебе да се прошири зборот за сите да живеат убаво и среќни, весели како богови, поготово ти. Неќам, Вака фала. мучели од дома, вака и јас се водам спред таа шема. Вака, у животот, кога ќе сакаш нешто, ќе бараш. Ако не ти одобрат, ако не се согласуваат, само треба да речеш, да прашаш, не мислите тоа дека е некултурно? Ако ти речат од твоја страна е некултурно, ти ќе речеш не, ја културно прашувам. Или пак, а тоа што нема да ме послушаш, да ме послушате, не мислите дека е некултурно? Ако и тоа не пали, мислам, тоа е во срцето на секој човек, кога не се исполнуваат желби, љубовта преминува во омраз. Тоа, го имам сватени од филмови, што гледам многу. И од учители. Јавувањето, фала. Поздрав. Режија може да се вратиме во студио. Лека ноќе и пријатно. Ја упорно останувам затоа што вчера емисијата беше посветена на Вања. Имаше неколку јавувања кои сака надвор од темата да се јават. Не го дозволив тоа и инсистирав. И им реков да се јават денеска, ќе им давам максимален простор. Еве, никој не се јави од тие вчера што се бунтуваа дека немале демократија и немале простор. Сори, што да ви кажам. Тоа е тоа. Ја ќе си го довршам муабетот. Еве, ај да не идеме на високи уметнички со не знам овие wannabe флоскули, глеј колку сум паметен, што све знам, ова, она, вамо таму. Еве, ќе ви кажам сега едно филмче тогаш, да ви препорачам. Филм кој многу интересно, знаете, многумина од нас веќе го ја користат видеотеката Netflix, дури и поевтине е него во видеотека, многу помалце пари плаќаме од што кога идевме во видеотеки. Филмот е многу интересен и е со Џулија Робертс. Netflix ви е 500-600 денари на 4-5 телевизори, мобилни, лаптопи можете да го ставите и е вистински хит у моментов, иако оценките не се кој знае што. Филм за Netflix е како филм за ТВ филм. Значи, без високи уметнички и естетски вредности. Но, од време на време, знае да избликне од таму филм кој сериозно, добро е направен со малце по-високи естетски квалитети од она што е секојдневна забава. Таков беше, например, со Сандра Булок Birdbox, нели, научно-фантастичниот со слепилото и така натаму, кога луѓето умира ако погледнат, не слепило, туку намерно се држаат слепи за да не прогледаат, и ако прогледува, умира. Тоа беше малце по-драматична научна фантастика, не доживеа втор дел, штета, бидејќи е тешко да го направиш тоа. Исто така, Quiet Place, првиот дел е феноменален филм, ТВ филм, значи, иако па у кино го гледав, морам да признам, возбудливо беше, а овој филм се вика Остави го светот позади. Leave the world behind. Дај го компјутерот. Едно семејство рента луксузна куќа да иде на викенд и додека се таму се случуваат неколку чудни работи. Например, брод се насукува на плажата, прекинува интернет, телевизија и телефони, собственикот на куќата, богат човек,
се враќа со својата керка. Вика, морам да се вратам, вика, немам каде, и се создава една многу интересна атмосфера. Филмот е со Джулија Робертс, одамна не сум ја видел вака добро да одглуми. Махершала Али е вториот карактер. Сопругот на Джулија Робертс на Аманда во филмот е Итан Хок како Клеј Сенфорд. И уште многу интересни, дури и Кевин Бейкон е тука и неколку помлади джуниори кои навистина добро. Значи, мене ми останува само да ви пуштам пар трейлери, да зирнете за филмов и сами да одлучите дали ќе го гледате. It's all messed up. I wonder what that means. Or what could it mean? It could be over in a couple of hours. You know something. I'm sure this will turn out to be a big nothing. We'll look back on this one day and laugh, I guarantee you. I think that ship is heading towards us. What? What does that mean? We shouldn't speculate. Haven't you been picking up on what's going on out there? I don't want to panic over nothing. I don't think this is nothing. We're in this together until things get back to normal. There is no going back to normal. Get in the car! Whoever's pulling the strings wants us to finish it. We're gonna be okay, right? Yeah. Има невообичаена динамика и атмосфера филмот. И еве уште еден подолг трейлер. И нема да се осмелам збор да ви кажам затоа што филмот се одмотува слој по слој, како лушпи од кромит. И тоа го прави интересен. Нема ништо нагло да те извади од памет или хорори или не знам такви сцени, а цело време те држи ококорен. Јас зборам само за чиста една убава атмосфера на една тензија и исчекување. Толку вешто добро направено. И сега доста поинтересно е што меѓу продуцентите, извршни продуценти се Барак и Мишел Обама на овој филм. Погледнете го вториот трейлер. This morning and I rented us a beautiful house out by the beach. I figured if I made the reservation and packed our bags, it would eliminate most of the reasons to say no. Wow, this is nice. Kids look so happy. The Wi-Fi isn't working. Get a pad. I'm so sorry to bother you, but this is our house. This is your house? We were driving back to the city, then something happened. You want to stay here, but we're staying here. We need to get them out of here. They need to think everything's gonna be okay. Everything is going to be okay, isn't it? We are seeing ongoing cyber attacks across the country. Something is happening, and I don't trust them. Everything I know, I have told you. I don't believe you. I would do anything to protect my family. What you do is your business. Get in the car right now! Haven't you been picking up on what's going on out there? Whatever it is, it's happening to all of us. I just want to know, what is the truth? Излезе филмот, окей. Тоа е што топло ви го препорачувам, веќе ако седите дома, ако даунлодирате, секако на торенти го има.
А инаку, навистина, тие 600 денари месечно што цела фамилија ги даваме, петорица по 100 денари, е буквално, еве ја секогаш, за жал, ние сме како нација дигитално неписмени, поточно ние сме неписмена нација која ќе кажам не дека не знаеме да читаме, пишуваме и собираме. Денеска писменоста значи да купуваш онлайн, да користиш онлайн, да гледаш онлайн, да работиш онлайн, да плаќаш сметки барем, да не идеш по шалтери и така натаму. Ја не памтам последниве 5 години шалтер негде да сум отишол. Све со мобилен или на писи. Многу сум благодарен, многу, па, како да ви кажам, колку ми помогна да не морам на шалтер да идам за време на короната, кога имаш оние налудничави полициски часови. Но во кино инсистирам дека мора некои филмови да се гледат. Да. Тоа се филмови со висока естетска вредност, кои многумина сум приметил, кога ќе препорачам некој филм што е за кино, ќе го изгледа и вика, ништо посебно, претенциозно. Се сеќам за Опенхаймер, кој мене ме фасцинираше, не само драматуршки, режисерски, одиграно актерски, чуден филм со чудна динамика, многу интересен и оригинален начин на гледањето и затоа Кристофер Нолан е еден од најоригиналните режисери кои мислам допрва ќе се види. Но он повеќе ми се чини дека сака да експериментира со жанрот, одошто да направи дело кој ќе му донесе Оскар и сите ќе му викаат браво, ти си уметник. Не, сака нешто друго да направи. Такво чувство имам. Кога успеа со 3 дела од Бетмен да направи такви длабоки, приказни, дури религиозно длабоки приказни, заедно со Вилнев ми е еден од најголемите. Ако Интерстелар го разберете на едно повисоко ниво, ќе видите дека понекогаш работите. Многу едноставно, знаете што сакам? Сакам да се натерате, бидејќи поинтересен е животот, ако го гледате така. Јас сум го кажал 10 пати, ама како бидејќи е оригинално и вистина, е многу интересно. Негде на почетокот, крај на 90-ти години, кога имавме преку она Ирц-Мирц, ја тогаш на 103 бев радиоводител, колку толку популарен, со оние спортски преноси, зависна листа и што ти ја знам, и ме комуницира едно момче и ми вика, што си, викам, кој си ги ово, она, вика, завршувам средно уметничко, што, вика, смер вајаство или нешто така ми кажа, и викам, да ти пратам слика од мојот труд, демек маторски или што ти е, како не, викам, со задоволство, и чекаш 5 минути, знаеш, она, да се наполни сликата како беше порано, и гледам сликата, а ја во црковен, знаеш, малце причестен, со духовници, со монаси разговори, малце ми се отвараа чакрите да ги гледам работите подлабоко, да се трудам. Оти јас сум многу површен и плиток човек. И гледам еден камен, исклесан камен, крст со 4 краци навнатре. Занемев. Значи, сега ќе ви кажам, многу години ми треба убаво да го анализирам, но ме погоди длабоко, бидејќи такви работи, па треба да ги почувствуваш одошто да ги објасниш, но знаеш како крст кој не е отворен, како духовност која чека да се отвори, како пат на осушт, генезис, знаеш, она се отвара, крстот, треба, не сум видел крст да биде со такви органски краци кои се навнатре. Значи, вау, каква уметничка визија, викам, каква оваа продлабоченост и продуховеност. И нормално, бидејќи нели со куцање едвај, и не можеш ништо ова да му го кажеш, само го праша, викам, како се вика сликата. И он ми вика, детелина со 4 листа. И ја вака
потонувам. И ми вика, ти се допадна? Викам, па малку сум разочаран и неку да. Зошто? И му го напишав све ова. Значи, занеме, толку се одушеви, вика, зар така го гледаш? Ја вика, не гледам детелина. Ти, он листовите како ги правил, ги направил како краци. Но тогаш, после оваа случка, разговарав на 103 со некои уметници, многу попродуховени и попродлабочени, како Горан Трајковски, кој ме советуваше, не прашувај што сака да уметникот да каже. Ти си тој што можеш да најдеш длабочина во едно дело, ако ја најдеш. И затоа, нели, колку повеќе го учиш јазикот, колку повеќе ја забележуваш динамиката, дека он сака бавни кадри, а бавните кадри се обично интроспективни. Такви кадри ќе видите дури у Џон Вик, што е mind-blowing, или во Last of Us, кога се приглушува и кога он почне оној ремпејдж. Тоа се сериозни режисерски созрцувања и тоа стварно те вади од памет. Добро, окей, да завршам. Неколку филмови кои треба да ги видите. Опенхаймер, Дюн првиот дел за да се спремите за вториот дел, Leave the World Behind, Наполеон не ви го препорачувам за гледање, но ќе ви речам една работа. Како феномен, поп феномен, да го гледате Барби филмот. Треба да го изгледате. Иако не ја сакате таа приказна, иако не го сакате тоа, но треба да се види затоа што е поп феномен. Како што ја никогаш не сум ја слушал музиката на Тоше Проевски, не, ја сосема друга музика слушам. Но го препознав човекот и го препознав и го респектирав и пријатели станавме. Дека е битен, значаен и така натаму и така натаму. Како вредност, како интерпретатор, како човек кој го обележува времето. Така и овој филм. Бидете без предрасуди за филмови. Нели? Како што 90% отидо, не, Ридли Скот Наполеон, тоа мора да е добро. Па испадна воопшто недобро. Недобро како вашиот водител и оваа здодевна емисија. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.